Буквално кажи перкуниот баш. Ние сме родители, тоа се наши дечиња на сите. Нека појдат судствено, нека го проверат каков криминал им цвета. Иш не се секирам дали ќе ме гледаат или нема да ме гледаат. Зашто да се плашам? Од кого? Од кого се плашиме ние? Кажете ми од кого се плашиме? Чиви се тие дечиња, наши. Еден не се запрашал што им се дешава во судството. И што правиме? До кај одиме? И ке ќутиме вака. Доста е ќутење. Толку имам да кажам. Додека судството не им се среди. Само ова работи. Не можете нисто да истерате ни една правда ако немате пари. Треба ли уште да ви кажам? Красни дечиња отидоа. Никој не видео на која се градеше. Кај беа? Кој му даде дозвола? Праша некој кај што се дешава? А и сега, дали некој прашува што се дешава во судството? Како нема криминал кај што нема? Нема, не постои. Еден и нека се најде чесен во судството. И сега што правда бараме? Додека нема правда, нема ништо. Е, така да ви кажам. Нема фала да кажете, каде се ти. Чек. Ало. Ало. За 2 минути. Петрена на друга ли си?
Како попатот тој дел. Како поверување на државата? Ова е мојата другарка. На 25 години ја загубив. Зашто да ја загубив? Заради неправилности, заради корупција, заради проклети пари, затоа што не знаат да ценат дека животот е надвреден над се. Заради тоа ли? Заради тоа ли? Не можам да верувам. И не, како да верувам? Значи, ова треба од корен све да се смени. Све сите, значи, од не знам што да кажам, од министри, од што не знам више што да кажам, од што се. Све треба да се смени. Од корен. И веќе да се дојде до знање дека треба држава да оди како што треба по правило. По праведност. И по тоа. Кога ќе оди по тоа, тогаш ќе биде друга работите. И нема вака страдам. Тоа што имам да кажам.